Добар ден, почитувани гледачи, доредовте во уште едно ново издание на дебатната емисија на фреквенцијата на телевизија Сител на дневен ред, како и секој работен ден, од понеделник до петок во истиот термин 12 часот и 30 минути до 13 часот и 30 минути. Време е за нова тема, нов соговорник и нова телевизиска дебата, која што и денес имаме подготвена за вас на нашиот телевизиски дневен ред. Денешната тема, убеден сум дека ќе предизвика и како внимание, бидејќи е актуелна и активна веќе подолго, поизвестно време, особено по последните случувања со временските неприлики кои што го опфатија Балканскиот полуостров. На која тема зборуваме денес, дознавате веднаш. Така, на дневен ред денес повторно имаме една интересна тема. Знаете, почитувани гледачи, дека во дел од емисиите не вклучувам ваши јавувања, од проста причина што на некои од темите сакам да се слушне мислењето на гостинот, особено ако темата е малку покомплицирана, кога станува збор за нас, обичаите луѓе кои што многу работи и не ги разбираме баш најдобро. Денешната тема е испровоцирана од, реков, последните случувања, од оние временски неприлики кои што се појавија во форма на чести поплави. Знаете сами дека Балканскиот регион, особено Србија, Босна и Херцеговина и дел од Хрватска беа буквално поплавени, она елементарна непогода која што ги снајде овие балкански земји, предизвика лавина на реакции, што хумани, но и лавина на реакции од причините до последиците зошто во овој момент баш се случува сето ова на Балканот. Паралелно и во Македонија имаше обилни врнежи од дожд, добар дел од македонските градови исто така поради силни врнежи од дожд беа поплавени или едно некарактеристично време за пролетта како годишно време ги поттикна разните шпекулации дека сето тоа е последица на нешто, од тоа дека повеќе немаме 4 годишни времења на Балканскиот полуостров до разни теории на заговор кои што ги смислија добар дел од луѓето. Една од тие приказни кои што беа актуелни по социјалните мрежи, по интернет сферата, по медиумите беше и темата која што ќе ја третираме денес, а тоа е ХАРП. Инаку добар дел од луѓето кои што шпекулираа со разни информации, токму ХАРПот го наведува како причина за сето она што не се случува во периодов на Балканскиот полуостров до нормално она вечна завера, американците што ни прават, до многу лаички коментари во однос што во суштина представува овој систем ХАРП. Токму денеска зборуваме со мојот соговорник на оваа тема, што представува ХАРП и каков систем. Впрочем, за каков систем станува збор во моето студио, ќе се обидеме да ви објасниме многу работи со господинот Бранко Степановски, магистер по медицинска физика и дел од ЕКО ДТ. Господине Степановски, добар ден и дојдовте во студиото на Сител и голема благодарност што се нафативте на нам обичните смртници да ни објасните што во суштина представува ХАРП, но ќе зборуваме и за уште една тема која што ние имавме во емисија, но е секогаш добро да ја проанализираме, има врска со ХАРПот. Моите гледачи обкружени се со најразновидни антени, Wi-Fi уреди, се нешто е бежично во последно време, се нешто е со антени, зградите се полни со предаватели, што телекомуникацијски, што телевизиски и така натаму, пак меѓу другото освен за ХАРПот, нашите гледачи ќе ги воведеме и во штетноста на влијанието на сите овие уреди кои што ги носи модерната технологија. Но пред тоа кажете ми што вие всушност работите, поради тоа што сте магистер по медицинска физика, што е Екодетект, компанијата во која што сте дел и со што се занимавате? Првин, благодарам на поканата. Добар ден на гледачите. Во фирмата Екодетект постои на македонскиот пазар негде 4 години и е прва акредитирана и на Балканот во однос на заштита и мерење на неионизирачки зрачења. Акредитацијата значи, според 17.025, дека се работи за докажен квалитет во однос на компетенциите за мерење и проценка на зрачењето од неионизирачки зрачења. Сега, оваа фирма
покрај другото што работи на мерење на зрачењето во домовите, зрачењето околу домовите, во парковите. Во последно време имаме, односно овај месец како нов продукт, имаме мерење на мобилни телефони. Малце покасно ќе покажеме која е разликата на зрачењето нормалното, што обичен човек го прима, и која е она плюс додатното зрачење од разговорите на мобилни телефони. Меѓутоа, отом потом за тие производи. Јас веднаш би сакал да почнеме со Харпот, она што е провокација за денешната емисија, дали со право или без право, граѓаните, барајќи одговори зашто се тоа му се случува на Балканот, особено овие временски непогоди, поплави, реков во Србија, Босна и во Хрватска, наеднаш, никаде нигде по социјалните мрежи излегоа тие магични 5 букви Х, А, А, Р, П. Лаиците како мене веднаш се фаќаат за тоа што е понудено. Од она што јас го знам, сет составен од 180 антени, високи 22 метри, кои функционираат како една и емитуваат високо фреквентно радиозрачење. Што представува HAARP? Значи, кратенката HAARP доаѓа од High Frequency Aurora Activation Research Program, што би дошло на македонски истражување на светлото аурора на високи, со активација при високи фреквенции. Е систем, како што рековте, поставен од повеќе антени. Зошто повеќе антени? Во случајот кога би сакале вие како некој истражувачки тим да направите антена која што ќе може да влие со поголема моќност на, да речеме, на јоносферата или на било кој делови атмосферата, вас ви треба моќ, значи снага на зрачење. Сега, лимитирана е кога би направиле една антена било колку голема или било колку таа антена да биде со голема снага. Затоа Харпот измислен да се направат повеќе антени, да се наместат повеќе антени, што повеќето подобро, односно во смисла на влијанието кон, да речеме, временските некои прилики. Меѓутоа, тој систем на антени да работи како една. Значи, вие имате уствари многу антени кои софтверски ги контролирате и можете тој систем да го тие зрачења од тој систем може да го насочите на една страна или на друга, да му смените фреквенција на зрачење, значи да му на типот на зрачењето да му го модулирате како сакате. Значи, всушност вие имате една огромна антена. Тоа е уствари Харпот. Сега тој Харп зашто служи? Официјално тој Харп е донесен како истражувачки проект кој е развиен од војното воздухопловство на Соединетите Американски држави, од морнарицата на Соединетите Американски држави и од 14 други универзитети низ Америка. Во принцип би требало да служи за подобрување на комуникациите во, да речеме, во војниот дел на Соединетите Американски држави, меѓутоа тука најдоја интерес официјално. Значи тука најдоја интерес и многу други универзитети кои сакаат да го испитаат и дебелината на јоносферата, таа јоносфера како се менјава со ден и ноќ, можеме за тоа да разговараме затоа што таа никош не е стабилна. И таа јоносфера уствари е како еден штит за останатата атмосфера за да не се распрши горе, значи како една кора на атмосферата за да таа атмосфера не отиде горе. Значи една многу битна сфера, зборувам за јоносферата, која е така интересна за истражување. Има ли нешто таинствено во тој HAARP систем, бидејќи досега барем обичните луѓе не го коментирале и не добро граѓаните на Србија не знаеле дека функционира тој HAARP систем во нивната земја? Има ли нешто што е толку баук или интересно за граѓаните? Во принцип, овој HAARP систем веќе 20 години постои. Да, тоа се прашам, од кога е инсталиран во Србија? Во Србија е многу покасно, меѓутоа како систем измислен
во светот, односно во Аљаска, во Соединените Американски држави, уште во 1993. Значи, буквално негде 20 години функционира овој систем. И меѓутоа, овој систем, неговите ефекти... Сега, пак ќе прекинам извинете, ама се обидувам да ги користам прашањата кои што ги имаат гледачите во глава. Пример, веројатно некој од нашите гледачи би се запрашал зошто во тој харп систем е на Аљаска, а овде е во сред Србија, пример. Така, значи почна како систем кој се уште не му се знае ефектите. И луѓето од, да речеме, од предострожност, ајде да ставиме негде настрана да видиме да не евентуално нешто може да има проблеми. Меѓутоа, факт е дека некои од информациите, односно од резултатите од истражувањето, ние како обични смртници никош нема да ги имаме, пошто се работи за војна индустрија, за одбранбен систем на Соединените Американски држави, така да ние можеме евентуално да коментираме факти што ги знаеме. Значи, еве, кои се фактите што ги знаеме? Знаеме дека работи од 2 до 10 МГц, затоа и се вика high frequency, значи на тој фреквентен опсег влегува во висока фреквенција. Знаеме дека излезната моќност негде му е над 3 гигавати, значи ако ви споредам дека еден предавател еве од Сител негде околу 100 вати или 1000 вати, овдека имате негде 3 милиони вати, значи огромна моќност на зрачење. Факт е дека зошто е таа фреквенција одбрана исто може да биде интересна, затоа што таа 2 до 10 МГц е фреквенција што има голема продорност на поминување. Ние го викаме пропагација, значи таа пропагација се мери во илјадници километри. Значи можете да опуштите од оваа страна на земјата, па да појде да се рефлектира, па да се врати на другиот дел без многу загуби, што не е случај за другите видови на зрачење со различни фреквенции. Значи, тие се оние официјални причини зошто воопшто харпот е изведен. Официјалните причини, колку време тоа функционира во Србија? Сега, во Србија, колку што сум ја информиран, е 4 до 5 години, значи 4 години се спомнуваше таму некој значи, од кога дојде на демократска власт. Така, сигурно е. Сега, поново тоа... Колку време треба да се инсталира, да се направи тоа е... Да, тоа може да трае и со месеци, и со месеци да трае, меѓутоа, едно е интересно дали и колку има влијание на таа инсталација од други држави. Што сакам да кажам? Ако е можно да имаме некои слики... Да, имаме слики, ајде да ги погледнеме. Јас сакам да ги најавам, добро што вие ги побарате. Тоа се фотографии кои што вие ни ги донесовте. Ова е... Значи, ова е едно поле покриено буквално со антени. Еве ги тие антени поединачни кои се врзани една со друга и софтверски се управуваат. Секое зрачење од една антена може... Ова е тој харп систем. Тој харп систем, значи целото тоа поле е тој харп систем и имате поединечни антени кои поединечно функционираат, а меѓутоа во збирно како една антена. Значи харпот во Србија вака изгледа? Харпот во Србија или приближно вака, затоа што имате на многу места во светот харп системи каде што типот на антените му е различен. Значи не се секој изгледаат. И покрај тоа што изгледаат и дури и фреквентните опсези му се различни и дури можеби и намената му е различна. Добро. Значи следната слика, следниот слайд, имате овие црвени точки, значи на сите тие места има харп. Значи колку има вкупно харп системи? Ова е стара слика, овде имате колку имате 5 6 7 8 9 10 11 12 13 десетици да речеме. Да, десетици, меѓутоа сега ги има повеќе. Значи видите во Србија не е ни нацртан, ако го приметите, значи ова е малце постара слика. И од она што може да видам дека скандинавскиве земји ги има. Од она што можете да видите, значи го има и во Русија. Значи ги има во Австралија, ги има во Кина. Ако се запрашате дали американците го инсталирале тој во Русија, тоа ми беше следното прашање. Сигурно не е случај, сигурно русите не би дозволиле тоа, сигурно ни кинезите не би дозволиле. Значи благодетите на некои типови благодети од овој харп се свесни и други земји
и инсталирале свој харп и ги користат. Само што овие земји не инсталираат харп системи во други земји. Така што го случува со американците. Мојката му е можда помала за да можат на друго место тоа да го прават. Зборуваме како земји како економија, како воени сили. Успеале само кај нив да си ги инсталираат. Да, американците, нели со нивните НАТО сојузници успеваат секаде да ги инсталираат, добро. Малце и да се нашалиме, да ги вратиме ако не. Од тука почнав овој муабет затоа што прашање сега дали под влијание на американците е во Србија инсталиран или србите сами го инсталирале тој. Тоа не го преќуте, а? Не го многу одговори не дадо, ако што јас се. Самото тоа преќутување остава можност за размислување дали тоа е нивно или е под влијание на некои поголеми сили. Добро, ајде да го видиме и следниот. Мислам дека има уште така слайдови. Имаме. Ова е тој принципот на работење на харпот. Значи, вие имате ова зелената полутопка уствари представува земјената кугла и доколку сакате од точка А до точка Б да комуницирате, вие не можете директно никако да комуницирате доколку би онај полукруг над зелената полусфера јоносфера што пише. Значи кога би таа јоносфера би била нормална, вие не би можеле од А до Б без проблем да комуницирате. Меѓутоа, харпот е систем кој успева делот кај што е јоносферата да ја подигни, да многу повисоки граници, значи на висината да ме подигни негде од 70 до 1000 километри, така да видите имате горе веќе некој како меурче на таа јоносфера вламнатина, каде што е висината многу поголема и харпот уствари е помошник за да може да комуницира точките А и Б. Значи тој прави едно огледало, кое огледало точка А своите комуникацијски бранови ги праќа до тоа огледало, тие се рефлектираат и одат до точка Б. Значи харпот е помошник во случајов за да се воспостави неограничена врска на било кој дел од земјината кугла. Значи вие воопшто не сте во овој случај ограничени од закривеноста на самата планета наша, што не е случај за другите комуникацијски системи. Например, некој ќе рече зошто сателитите одат на исто поголемо, меѓутоа сателитите се ограничени веќе со високи фреквенции каде што веќе може да му сметаат и облаци, каде што може да му сметаат разни други кај што има сметни, меѓутоа овдека со харпот на таа фреквенција без никаков проблем можете да комуницирате од било која точка до било која точка на земјата. Добро, имам уште еден, мислам, слайд или тие се тие слайд? Имаме. Ајде да видиме за да веќе кога сме. Да, ова веќе не е оннев. Ова е веќе за неонизирачка. Добро. Сега пак ќе се навратиме на ова што ни најблиску до нас, во нашето соседство во Србија, нели, овој се детектираше дека постои харп систем. Колку тој може да влијае на временските неприлики, колку она сомнеш, навистина имаше многу теории на заговор дека тој е главниот причинител и дека тука знаете на народски муаве дека американците не инсталираат непогоди. Колку држи муаве дека кој харп систем се тој антени 180 на едно место може да предизвикаат промена на временските прилики. Значи пак ќе почнем со она што е званично. Значи харпот има моќ, има можност, исто така тоа го заборив претходно да кажам дека може да работи континуирано и импулсно. Сега, континуираното е всушност тој пушта зраци насочени на едно место каде што не што е спомнав, каде што комуникациите можеби му се потребни тие огледала и каде што мора тоа огледало да престои подолго време. Меѓутоа, кога вие употребувате ваков систем импулсен, за гледачите за да биде овој импулсен систем малце поблизок би кажал следното, значи што значи тоа? Вие кога би имале една река и таа река има нека моќ и таа река има енергија што цело време влече. Меѓутоа, замислете, имате можност да ставите на брана и таа брана да стои 10 до 15 секунди, не повеќе. На река што голема моќност 10-15 секунди веќе ќе се акумулира поголема енергија. И ако најдеш тргнете таа брана, веќе имате многу поголема енергија отколку таа првичната која континуирано може да зрачи. Така е случај и со харпов. Значи харпов може со тие импулсни зраци да направи подигање на таа јоносфера, значи што уствари значи тоа
Кога таа ионосфера се подигни, цел систем што е под ионосферата оди према горе, затоа што веќе го немате тој тампон и во таа дупка влегуваат тие пониските слоеви. Тие пониските слоеви погоре уште повеќе се ладат. Значи, како што одите по вертикала на земјината топка имате се помала и помала температура, значи по-ладни места. Тие делови се ладат и како такви ладни пак се враќаат, затоа што секој оладен систем станува потежок, се враќа назад и како вратен, многу оладен може да кондензира. Може да направи кондензација од околната влага што има на тоа место и да направи некои облаци што веќе не биле на тоа место. Меѓутоа, има еден проблем во смисла ако споредиме со некои временски непогоди. Тие се простори многу мали во однос на, да речеме, на цел Балкан. Значи тој може да направи, да речеме, едно 5 до 10 километри таква дупка, да направи некое локално заврнување. Тоа се уште не го имаме, пак ќе речем, званично како доказ, меѓутоа можностите постојат како опција на тоа место да можно е да се направи некој промена. Меѓутоа, вие да добиете врнежи на цел Балкан, на толкава површина, тој хат просто не може тоа да го направи. Енергетски не е способен тоа да го направи на толкави површини, затоа што може би луѓе да мислат така, затоа што некако и овие обилни врнежи беа многу сконцентрирани територијално. Разбирате? Значи, буквално имаше и во нормално за полноинтензитетно времето во Скопје или во Велес беше сконцентрирано на одржена територија, буквално онаму каде што врне, па има еден простор каде што ништо не е. Значи, можеби луѓето почнаа да ги врзуваат тие теории на заговор затоа што беа со интензитетно одредени подрачи. Така, значи, ако зборуваме сега за одредени невремиња во кратко време, можеме да почнеме да се сомневаме. Меѓутоа, ако се сетите дека се работеше за долг период на врнежи на огромна површина, значи тука е веќе онај проблем што јас проблематизирам дека можно е тоа да се случи. Меѓутоа, оние делови кај што најнаш може и на некое место да се случат некои невремиња и тоа да трае кратко па да го снема, тоа веќе влегува во делот на поголема веројатност. Значи, јас така ќе разговарам на помала или поголема веројатност. Кога сме кај веројатностите? Вие се занимавате, вие сте магистар по медицинска физика, работите во Екодетект, ве интересира ова, нормално, тоа е вашата пасија, тоа е вашата професија. Вие секој ден се соочувате со ова, ние од време на време кога треба да бистриме теории на заговор. Вие како експерт, како човек кој што ја сака оваа работа, дали имате можност да го поседите харп системот во Србија и дали е тоа од отворен карактер? Дали можеби таа таинственост што имаат српските, македонските граѓаните на Балканот може да се сруши од аспект на дека секој може да го погледне системот, секој може да се интересира, секој граѓанин може да го види, или тоа е сепак една затворена еден затворен проект кој што е наменет само за луѓето кои што работат. Вака, значи јас општо прашање. Не, ворете, јас не сум пробал да го посетам, меѓутоа не верувам дека би бил многу таинствен од страна на гледање, затоа што вие тоа можете и на интернет да го видите, тоа и воопшто не е проблем и да појдете таму. Малку фотографии има, овој српски барем, нема нешто многу фотографии, но така нема многу. Мене ме наведува кои другите обични луѓе, само до тоа што не се зборувало воопшто за овој систем. Значи ниту кога е неговата изградба, реков дека неговата изградба трае со месеци најмалку, дека има нешто таинствено. Така, и таинственоста доаѓа од тоа што предпоставувам. Предпоставуваме дека е странски инвестиција во Македонија и во Србија, премиерите гледа се што прават за странските инвестиции, кога ги рекламира. Шала на страна, сепак многу таинствено. Затоа што харпот не само во Србија, секогаш бил мета на заговор. И дали е тоа причината зошто таа таинственост е толкава во Србија, можеме да нагаѓаме, меѓутоа моја претпоставка е во смисла дека тој веќе е теорија на заговор, па и кај нас многу тоа да не го шириме. Тоа е моја претпоставка, меѓутоа верувам дека било кој што сака може тоа да го види. Друго е прашањето на резултатите на истражувањата, колку се достапни на обичниот човек. Тоа е веќе предпоставам дека многу
тешко и посложено да се стигна до тие резултати. За да ја комплетираме таа народна слика за таинственоста на харп системот, дали е скапа инвестиција инсталирање на една таква опрема, и тука можеби ќе дојдеме до одговор дали со тие средства една мала земја и економски нестабилна како што е Србија, особено во последниве децении, може да се дозволи на таков систем. Видите, значи финансиски може да се дозволи и не е многу јака земја, зборувам за еден систем. Меѓутоа, ако разговараме за систем распространен низ цел свет, тоа е веќе друго прашање и тој систем за кои цели се користи. Затоа што ви реков, еден од тие цели за користење е за телекомуникации. Дали вие ќе го користите за телекомуникации, дали вие ќе го користите, уште еден начин на користење, не го спомнавме, харпот може да се користи на многу ниски фреквенции, значи принципот е што тие фреквенции што ги спомнав, околу 2 ГHz, удират во таа ионосфера се разагрева електроните горе, осцилираат и праќаат многу пониски фреквенции назад, кои можат, ако добро се насочат, да направат снимање на цели длабочини на земја, на почва. И сега, прашањето е, ако има многу повеќе употреба овај харп, кој од нив вие ќе ги користите? Дали само ќе менјавате некои делови на атмосфера или можеби ќе некои магливи простори ќе ги разбивате? Ова му доаѓа употребата многу опсежна му доаѓа. Тоа е кој еден нож, може да со еден нож да направите врно кулинарско дело, а може да се рискува. Мислам горе да така му доаѓа. Значи тој харп може да се користи за повеќе системи. Еве, од теорија на заговор, јас ќе ви спомнам уште една каде што е многу пати спомнувано дека харпот може да предизвика и земјотреси. Тоа е затоа што стварно тие ниски фреквенции... Во големи обеми или во мали обеми земјотреси? Тоа е исто добро прашање. Значи, вие први треба да го знаете механизмот на настанување на земјотреси, па ако веќе почнувате да спекулирате со настанување на земјотреси. Зошто? Затоа што земјотресот, една од механизмите, две најпознати механизми на настанување на земјотреси, првата е кога имате некоја шуплина во земјата и некој огромна количина на земја падне, па имате потреси од тоа. Или пак имате некои плочи, кои плочи се движат меѓу себе и тие имаат некоја кинетичка енергија. Вие со харпот можете оваа енергија што е акумулирана само да ја убрзате. Значи, она вие што ќе му дадете таа енергија, што може би овој земјотрес ќе се случи за 50 или 100 години. Го забрзо процесот. Сега, така е. Значи, сега тоа да се случи. Стимулира, да речеме. Така, на некој начин да се стимулира. Пак ќе речем, многу малце знаеме официјално од тие истражувања и на основа на ова што можеме, само можеме веројатности да кажеме до кој дел може тоа да се. Овој харп официјално завршува 2013, значи би требало. Овој харп официјално завршува 2013, значи би требало да е веќе завршен 2014 и дури се спомна дека во Србија ова година ќе се гаси тој харп. Колку е тоа вистина, ќе видиме. Повторно. Ја би го завршил тука мојот за теоријата на заговор со едно просто прашање.